Повторно, градот Битола доминира денеска, меѓутоа на гости Сашо Поповски, еден од можеби највлијателните џез музичари, повторно ќе кажеме од четвртата генерација македонски џез уметници, шеф на џез одделот при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип, композитор и јас би рекол музички педагог, влева надеж секој пат тој и уште негови колеги секако кои што ајде ќе кажам, можеби не е мнозинство, ама малцинство од луѓе кои што вливаат надеж дека џезот вистина се издигнува на еден одличен пиедестал. Говоревме со него и во минатите изданија, како да беше вчера, кога всушност 2010-11 година ги најавувавме овие, да речам, мини џез фактори фестивалски изданија со работилници кои што беа наменети, меѓутоа, како што кажавме јас и Цеце, сме речиси 10 години сутринската на Телма, 8 години, некако ги израснавме овие убави неколку фестивалски изданија. Меѓутоа, за влијанието на џез музиката врз студентите негово, за тој како всушност и музички педагог и за генерално џез фактори, што создаде можеби како едно убаво културно јадро, ќе имаат неколку теми на разговор секако денес кои што ги предвидовме за нашиот долгогодишен пријател Сашо Поповски. Здраво. Добре ни дојде. Ти не од Битола, туку си натурализиран скопјанец. Меѓутоа релацијата како ти е, Сашо? Знаме како што кажуваш, 9 години сте веќе стационирани со семејството во Скопје. Релацијата вие често со Битола? Па да, нормално да. Бидејќи нашата фамилија и од мојата страна и од страната на сопругата се уште живеат во Битола, така да многу често сме таму. Го чувствувате како прибежиште се уште така да речеме? Како велиш ти после 60-та година одличен е Битола за Јас го чувствувам како дом, се уште така да. И сите активности, сите фокусот ми е секогаш на подобрување на животот во Битола, иако моментално не сум како локација не ми е Битола. Инаку прво сакам да ви кажам фала, прекрасна најава ми направи Марко. Како секогаш и фала, благодарам за Телма што ми сте како што наоѓаме простор секогаш, да, и се обидуваме, навистина е така, бидејќи ова се малку и ретки настани, а треба да ги има многу повеќе. И како велиш, дома Битола ти е се уште дома и веројатно оттаму и љубовта и потребата да создаваш настани, кои што ќе бидат во Битола? Па културната децентрализација многу сме зборувале на таа тема, тоа е многу битна и многу горка тема во општеството кај нас и подобрувањето на квалитетот на животот и во малите места е многу битен и игра значајна улога за развојот на комплетната држава. Така, и на градот, и да не си одат младите, и оние кои што живеат да имаат што да видат. Затоа и великденските денови, или тој викенд за Великден, следниот викенд, ќе се случува новото издание на фестивалот. Што ќе понудите годинава, Сашо? Како ќе ги натерате луѓето да не избегаат надвор од градот, туку да останат и да уживаат во убава џез програма? А и понатаму гледате надеж што културна музичка ризница и диверзитетот артисти кои што се вредни да ги слушаме. Така. Иако со лимитиран буџет како и секогаш, бидејќи ние сме сепак млад фестивал кој што ја задржува таа нагорна линија на развој, но еве ние се трудиме во рамките на нашите можности. Јас имав едно за Пишан медиум едно интервју правев, велам секогаш одиме со тоа колку пари имаме или колку буџет имаме. И не често не успеваме тие првите кои што ги планираме и ги сакаме артисти да ги донесеме, токму заради тоа, но еве пак ќе кажам дека имаме 4 интернационални артисти кои што се од многу висок светски ранг. Пак ќе кажеме, Џез Фактори исто како и другите фестивали носи категорија А. Апсолутно. Музичари, затоа велам дека треба да вредно се посети. За отворање на фестивалот имаме во моментот едно од клучните имена на европската џез сцена, французинот Лоран Кулондон, кој што ќе отсвири соло концерт кај нас и тоа е еден музичар од највисок светски ранг за Битола. Мислам за Европа. Потоа вториот концерт е концертот на директно од Њујорк на тромбонистот Кори Вилкокс, кој што долги години е член на оркестарот на Линколн Џез оркестар, Винтор Марсалис. И ќе настапи со еден не толку нов бенд кој што се нарекува Working Class Heroes, така да имаме Франција и Америка во првата вечер на фестивалот. Франција и Америка во Битола. Така, за втората вечер имаме фантастично едно трио кое што е на шпанскиот пианист Джауме Мигуел. Тие ќе бидат првиот концерт од 20 часот и вториот концерт од 21 часот е на австриската саксофонистка Свантија Ламперт, која што е добитник на една престижна награда од Беркли коледжот од Бостон, така да сите 4 интернационални имена се од
топ класа. Именно, ако треба да прашам по бројка, 9-10 концерти ќе има година и колку пратечи настани кои што ќе ги поддржат, да речеме. Ќе ги кажаме тие. Да. А последната вечер, третата вечер на фестивалот е резервирана за нашите, за македонските артисти. На моје огромно задоволство, на 19 прв концерт ќе го отворат Код 369, нашите битолчани. Во мојот ги гледам, да, во позадина и многу ми е драго што ќе можеме повторно да ги гледаме 369. Да, 369 ќе настапат со еден малце изменет репертоар или концепт кој што јас го ставив во категоријата експериментален джез, така да ми се допаѓа многу, бидејќи третата вечер како првата вечер ни е авангардна, втората ни е традиционална и третата ни е експериментален джез. И за крај за затворање на фестивалот, на моја огромна задоволство, оригинална продукција на фестивалот, кој што за прв пат ќе се отвори таа музика. Мојот колега Тони Китановски напиша аранжмани на композиции од современи македонски композитори. Драган Шпатов, Васил Хаджиманов, Тони Китановски е на моја композиција и еден Little Big Band, го нарековме JFF Little Big Band, на сцена 10 музичари, аранжмани на Тони Китановски и диригент Тони Китановски, така да ќе се изведи една оригинална музика и публиката во Битола за прв пат ќе има можност да слушне едни такви изведби на некои популарни и не толку популарни джез композиции на македонски автори. Именно фестивалот го бележи својот успех и со посетност и со публика изминатите години. Интересот со оглед на 8 издание. Па интересот Илиш нагорна линија. Интересот има нагорна линија. Фестивалот оди во нагорна линија. Ние досега имаме распродадено 4 концерти тотално, значи салата на Народниот театар во Битола, бидејќи фестивалот се организира во Народниот театар Битола под патронажа на општина Битола и поддршка од Министерството за култура. И да, ова година се надевам дека трите вечери ќе бидат исполнети, така да особено првата вечер, мислам дека при крај се картите, така да. Сашо, што значи за Битола и генерално за нашата земја тоа што и овој фестивал, но и градот станува дел од најголемата мрежа на арт фестивали? А тоа е во Шангај, во Кина што бев. Да, тоа е за Македонија беше единствен фестивал за минатата година. Бевме нели во Шангај, во Кина, во една асоциацијата на арт фестивали, светска асоциација, и таа ни помага за букирање на нови артисти, за размена на идеи, за начини на организација. И следна година, тоа е за 25-та сега веќе во ноември, ќе биде следната конференција во Пекинг, така да. Еве, и ќе прошириме таа соработка и најверојатно уште еден фестивал од Македонија ќе пробаме да однесеме. На тоа се аплицира, добивате покана, како функционира тој систем, заради тоа што тоа се нели тоа е светска мапа, светска мрежа. Да, тоа е светска мапа и таму доаѓате со покана од нели прават еден ресерч, направија ресерч за Балкан и ние бевме 4 джез фестивали од Балкан. Говори за квалитетот веќе. Покажува, именно ние така кажавме со сеци, имам чувство. Не сме можеби лаици сме, вие сте ветераните кои што можеби се нели. А не сме ветерани толку. Искусни сте само. Не биди скромен, Сашо. Сакам да кажам дека сепак ја ставате на светска мапа Македонија со Битола и Македонија на светската мапа. Да, и многу мина во овие години колку што дошла да речеме музичари од страна. Во нашето обкружување странци, туристи така натаму знаат да кажат дека во регионот, збориме балканскиот, еве да речеме, Македонија предничи во джез културата. Не знам, еве, дали тоа потврда? Па да, видете, за да добиете покана од светска асоциација која што не знам, Македонија е едно многу малечко место во однос на Кина и во однос на нели светот. А толку значајна од джез музиката. Да, беше среќа, претпоставувам, ние со задоволство ја прифативме поканата и отидовме, но ви кажувам за ова година планираме уште еден фестивал да однесеме и некако да се шири таа мрежа, бидејќи таа асоциација не е само за джез фестивали, таа вклучува сите фестивали кои што произведуваат или продуцираат уметност, така да можеби театар ќе биде, можеби ќе биде нешто. Дај Боже, дај Боже. Сашо, ги споменавме вечерите во кои што ќе има македонски артисти. Не знам дали секоја година имате проблем да најдете музичар од домашното поднебје кој што ќе биде репрезент на таа джез музика кај нас. Прашањето ми е дали имаме се поголем број на артисти кои што се одлучуваат, еве и бендови гледам и така и запознаваат граѓаните
дека постојат реално луѓе кои што ја негуваат џез музиката, затоа што дел од насловот ни беше дека тоа е вистина слобода на импровизација. Значи џез светот е еден посебен свет кој што во кој што треба да се влезе и навистина да се ужива. Но имаме ли доволно репрезенти од домашната сцена? Да, проекти има многу, музичари има многу, има одлични, еве го спомнавме Михаил Парушев пред разговорот дека има нов албум. Така да има доста артисти. Тоа што во моментот ни фали, не недостига е џез експорт. Таа е една горка тема на која многу пати сме разговарали. Генерално и за музиката, особено може за да можат тие македонски артисти не само тука да функционираат, да излезат барем на Балканот и понатаму во Европа и во светот. И мислам дека креирањето и создавањето на еден џез експорт е многу битна работа за да тие што повеќе ги гледаме проекти, што повеќе македонски артисти излегуваат. Инаку, да, има одлични проекти. Да кажам избор за пратечката програма или страничната програма. Ние започнуваме на 16 во Мала сала Центар за култура со конференцијата или пресод за медиуми. На 18 имаме Jazz Factory for Kids, тоа што го начнавме како тема, кој што ние го организираме од 2011 година и уствари значи тоа работилница за деца, Jazz фабрика веќе 15 години. Како е интересно затоа што така се градат? Букирано е, готово. Така готово? Да, затворено. Што добиваат децата? Децата добиваат ова година работилница, во минатото јас ја водев работилницата со мои колеги. Ова година ќе ја водат дипломци од џез одделот при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ќе имаме џез пеење, џез пијано, џез тапан и контрабас. И децата ќе може да слушат како сега веќе дипломирани. Да, традиционален џез, нели основата за џезот, низ игра, низ забава, едноставно да видат дека музиката која што ја слушат во цртаните филмови може да се изведува во живо. Бидејќи децата примат она што им давате и ние упорно еве 15 години и базата за да се направи џез фестивалот во Битола беа токму тие работилници, токму тие деца. Па и да се создадат понатаму идни џез музичари. Тоа е базата. Затоа што децата сега тие кои што почнаа во 2011 сега ни се публика, а нивните родители кои што ги доаѓаат, кои што ги носеа, секако ни се публика, така да тоа е еден интересен концепт кој што креира база за формирање на џез фабрика. И добро што го спомена, бидејќи уште од времето помниме голем дел од најавните шпици на цртани филмови се всушност, не знам сега да речеме Балтазар, Пинк Пантер и некои сите Warner Bros скоро Томи Џери. Имено Томи Џери. Најпознатата Томи Џери со контрабасот. Мислам тоа се колку интересно суптилно се џезот бил вклучен. Понатаму во 11 часот овие два настани ги организираме со асоциацијата Пелагонија од Битола. Во 11 часот е промоцијата Пресен плей книгата на Ненад Георгиевски Пресен плей Reloaded или вториот дел од книгата. Во 12 новинар кој што работи на тема на џез во изминатите 5 години во Македонија. Некаков сублимат од концерти, изданија, настани. Потоа во 12 часот имаме мастер клас во соработка со музичкото училиште од Битола и ентузијасти, луѓе, љубители на џез музиката. Тоа е работилница за млади до 30 години. Во соработка со австриската амбасада, Свантија Ламперт, саксофониската, ќе одржи 1 час мастер-клас. Во вечерниот термин имаме концерт на Јован Цветковиќ квартетот, тоа е представници наши македонци во паб Бурбон Стрит. И последниот ден имаме 2 настани од поредната програма. Во 10 часот ќе биде годишната конференција на Асоциацијата на џез фестивали. И во вечерниот термин во 20 часот на сцена на Народен театар ја доделуваме наградата за најдобар млад џез музичар, кој го носи името на Гоце Димитровски во соработка со општина Битола на Јован на Теодор Јаневски, пардон. Имено, целата програма може да ја погледате и многу повеќе нели на веб страницата, на социјалните медиуми, кога еве споменавме и Цеце нели околу репрезентите, можеби и имале доста луѓе кои што ја добиле таа престижна титула најдобри џез музичари нели млади во Македонија, бидејќи си во џез одделот при Универзитетот, кажав, Гоце Делчев во Штип. Чинам дека во овие колку години се генерира голем процент, чинам, на музичари кои што можеби се нашата сцена, а се од џез музиката. Како педагог и влијанието твое, кој знае каква е сатисфакцијата, Сашо? Па, јас сум среќен кога гледам мои интересот како млади луѓе за овој за нашиот оддел е одличен, да. Изминатата година запишавме доста студенти, значи интересот е навистина голем.
Интересно е што бројот на деца во државата се намалува, или катедрите што помалку или одделите помалку запишуваат, а кај нас оди нагоре, така да најверојатно правиме добра работа. Прекрасно. Да. Само да прашам, ова ќе се смее Цеце, тоа е последното и за денес. Последно нешто што говоревме, чинам дека беше Steps, твојот студиски албум. Не знам дали излезе 22 Days. 22 Days. Добро, тоа Тој е е готов. нешто готов, се промовираше или ќе се промовира? Вака, значи тој е снимен минатата година, направен, продуциран, ќе излезе за еден нов лейбл и во моментот лейбелот треба да пушти 5 албуми во исто време. И сега чекаме најверојатно во јуни ќе биде пуштен. Инаку јас пред еден месец, не, пред 3 недели се вратив од Шпанија, нели ти кажав. Имав турнеја од 6 концерти во Шпанија и снимив нов албум кој што во моментот го миксаме, така да ова година најверојатно 2 албуми ќе има од Сашо Поповски и новиот тој во Шпанија ќе се вика Awakening. Каква неуморна енергија ти. Секоја ти чест. Убава година ти предстои, знам, тоа сум уведен. Знам дека нели како што велиш ти надвор од универзитетот ќе имаш многу исполнета пролет. Ова со Шпанија само го потврдува истото. Создавај добри услови како и понатаму како еден музички педагог и вистина како еден неверојатен македонски уметник и веројатно е затоа го имаш и тоа, можеби како епитет шеф на джез одделот при музичка академија. Ама не сум веќе шеф на одделот. Не си веќе 2 години, но се уште сум дел од одделот. одделот. Ама го имаш дел како дел од биографијата. Меѓутоа, педагогијата и понатаму тука нека ти биде, влевај надеж и создавај нови кадри. Так. Уште една работа да кажам, награда за Теодор е тоа што ова година ќе биде на работилница на Нишвил, на големиот нишки джез фестивал и во јуни од 16 ќе биде дел од еден проект кој што е Франција Балкан и ќе биде дел од тој проект каде што ќе настапува концерт на Нишки джез фестивал. Така да еве, ние не само што ги произведуваме младите, оно колку што можеме ги промовираме нашите млади идни джез музичари. И така да продолжите, Саша. Благодариме многу за гостувањето и за убавиот разговор.